Светиот синод на Бугарската православна црква на 27 ноември ќе го разгледува барањето на МПЦ за признавање на автокефалноста, како и за тоа БПЦ да стане црква мајка на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Како што пишува бугарскиот весник 24 часа, повикувајќи се на извори од неколкумина владици, БПЦ ќе го одбие барањето на Македонската црква и ќе посочи дека решавањето на автокефалноста на МПЦ мора да оди преку Српската православна црква, а потоа и преку Вселенската патриаршија. Писмото од МПЦ до Бугарската црква беше испратено на 9 ноември, а претходно струмичкиот владика Наум во јавноста проговори дека онаа црква која ќе ја признае автокефалноста на МПЦ може да се нарече црква мајка. Во јавноста барањето на МПЦ беше протолкувано како обид Македонската православна црква да најде алтернативно решение од речиси полувековниот спор со Српската црква, која е спори автокефалноста на МПЦ, која е возобновена во 1967 година. И додека од Софија стигнуваат информации дека барањето на МПЦ ќе биде одбиено од Светиот синод на МПЦ, владее целосен молк по ова прашање. Поранешниот председател на Комисијата за верски заедници Цане Мојановски за ТВ Нова нагласува дека според сегашните решенија Цариградската патриаршија е таа што го проследува томосот, односно известувањето од мајката црква, дека епархиите кои од политички причини се омегиле во некоја посебна држава се формирале во нова црква. Овде станува збор на вистина само за еден сегмент кој Македонската православна црква го нема реализирано, а тоа е да е меѓународно прифатена во светот на православните цркви. Сите други прашања кои се поврзани со црковната организација, со богослужбите и така натаму, не наишле на ниедна забелешка во досегашните дебати. И затоа можеби оправдан наш потегот на Светиот синод да побара. Мене прашањето кое ме буни цело време, на кое немам одговор. Зошто тоа прашање се обелодени? Пред да постане предмет на дебата и изјаснување на тој што му беше упатено. Српската црква смета дека таа го има томосот за МПЦ и нуди Македонската црква да биде самостојна, но во рамките на СПЦ, но не и автокефална како што сакаат македонските владици. Досега МПЦ не е признаена од ниту една помесна црква, како ни од Вселенската патриаршија во Цариград. Вистинските преговори помеѓу МПЦ и СПЦ, иако долго се најавуваат, никако да започнат, иако беше исполнет нивниот главен услов, а тоа е ослободување на лидерот на самопрегласената ПОА Јован Вранишковски.